да направиме простор пред се за современи изведувачки уметности, она кое што нам, на соработниците на Локомотива, меѓутоа и пошироката независна сцена која што пред се бави со изведбените и изведувачките уметности ни недостасува. Имајќи во предвид дека недостасува и поширока сцена и за другите да речам дисциплини кои што се во полето на културата, ние сметаме дека овој простор треба да го прошириме, значи нашиот фокус ќе биде на театарот, на другите изведувачки уметности, меѓутоа и пошироко за современата култура и уметност. И затоа пред се сакам да кажам дека го нарековме ова отворање кое што ќе следи и понатака овие следни месеци кинокултура работа во процес. Затоа што ние дојдовме до еден степен на реновирање на просторот, каде што веќе ќе можеме, како што кажа Унковски, ќе можеме да имаме представи, меѓутоа следат и други делови на реновирање, односно способување на просторот. Но неиста, ние решивме да почнеме со работа, затоа што одамна го чекавме овој момент. Одамна чекавме ваков еден нов простор кој што навистина го нема со години. Ние немаме друг ваков независен предсценски простор. Во однос на програмата, јас кратко ќе кажам, направивме неколку линии кои што понатака се надеваме дека ќе се шират. Едната е главната театарска програма која што е намената за развој, продукција на театарски представи на македонски, меѓутоа и меѓународни автори кои што ќе бидат драмски и режисери. Ќе се обидеме да направиме исто еден истражувачки дел, истражувачки центар во ова поле, кој што ќе се бави со промислување на нови театарски методи и естетики, и нешто кое што Унковски и Поповски одамна исто сакаат да го развијат, а тоа е работилница за напреден театарски тренинг и театарски резиденции. Другиот дел кој што се однесува повеќе на новите изрази во полето на современите изведувачки уметности го крстивме Локомотус, а тоа се однесува на она кое што ние како Локомотива пред се во фокус го работиме, а тоа е современиот танц, современата кореографија, меѓутоа и оној драмски театарски израз кој што следи и се развива денеска, тоа е постдрамскиот театар и така натаму. Еден дел слободна сцена кој што го нарековме и тоа е посветен всушност за целата независна сцена која што има своји проекти, кој што има своји идеи и кој што ќе ги развива овдека во овој простор. И посебен програм кој што за нас исто е значаен, тоа е програм заедно, односно за отварање кон заедницата. Под заедница ние подразбираме исто пред се фокусот на децата и младите, меѓутоа и пошироката заедница. Имаме веќе разработено програми кои што ќе се однесуваат на децата од предшколската и школската возраст, кои што овдека во овие простори ќе може заедно со уметниците да ги развиваат. Уште еден дел само да додадам во однос на тоа што нам ни е важно е моделот на управување, затоа што знаеме дека ова е прв да кажеме ваков тип на организација на простор кој што сакаме да го отвараме кон другите партнери и за таа цел направивме еден проект за кој што добивме поддршка од партнери швајцарски донатори кои што во следните 2 години заедно со стручни лица, со партнерите, со независните организации и така натаму ќе развиваме заедно како ќе го развиваме овој центар, односно овој нов простор. Така да пред нас е голем број на предизвици и се надевам дека чекор по чекор ќе идеме кон остварување на сето ова кое што ви го кажав.